civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. И бевме, и сме, и ќе бидеме понатаму дека ќе има политички притисоци, но до нас е, дали ќе успееме да одолееме или не. Цврсто сме решени да истраеме до крај и да оваа операција на вистина биде само статистичка, а користа од неја ја има сите граѓани во државата. Ова го потенцирам особено, бидејќи се друго е на штета на граѓаните. Прво, да се нема попис, а веќе си 20 години го немаме и стана сите свесни какви се последици трпиме од тоа, иако дури не ги не знаат во принцип граѓаните и сите конкретни последици, меѓутоа сватија дека навистина потребата е исклучително голема. Веројатно најдобро за последиците, јас ке тргнам од оној по мене најважниот фактор бизнес секторот, кој што дефинитивно може би најголемиот дел од последиците ги трпи. Локалната самоуправа, бидејќи основи за било какво квалитетно функционирање на локалните самоуправи се информациите кои што пред се собират од пописи и од сите останати статистички истражувања, но и сите други институции во државата на било кое ниво да се наоѓаат, трпи образованието, трпи здравството, трпи науката и така натаму. Значи, неопходни се овие податоци и неопходни се квалитетни податоци, бидејќи се друго би значило погрешно планирање, погрешни политики, погрешно, ајде да кажеме со обични збори, погрешни фрлање пари во ветар за работи за кои што имаме огромен интерес да се решат на најдобар можен начин, а со погрешни информации или не се решаваат, или се решаваат погрешно, што е уште полошо. Така да, апсолутно во тој дел остануваме исцрени и ќе бидеме исцрени до крај до завршувањето на оваа операција. Како? Понатаму некој ќе ги третира податоци кои ќе ги објавиме, нешто друго. Тука не можеме да влијаеме апсолутно. Меѓутоа, оној што ќе знае да ги искористи, ќе има исклучително голем бенефит од тоа. Тој што нема да знае да ги искористи, ќе го помогнеме ако има потреба да го насочиме како може и што може на најдобар можен начин да ги користи, меѓутоа тука не можеме да помогнеме во тој дел. Наше да ги обезбедиме тие податоци и да му бидат секому достапни, а тоа ќе го направиме секако. Врева се дигна во текот на носењето на законот, бидејќи овие елементи не беа вградени во законот. Тоа се методолошки елементи и тие се дел од методологијата за попис, а не би требало да бидат дел од законот, иако, за жал, бидејќи се злоупотребува во минатото, тоа искуство го имавме со претходните закони, дел од тие методолошки работи беа метнување во закон, па знаете, кога се носи закон, таму пратериците одлучуваат што ќе биде составен дел на законот, не одлучува струката, тие гласаат, тие имаат право на амандмани. Може да се случи одредени меѓународни стандарди што важат за сите земји во светот да се измени. Значи, тоа беше единствената причина зашто не ги ставивме тие елементи, барем оние главните во законот, меѓутоа со објавувањето на методологијата мислам дека стана се чисто и дека особено овие категории население кај што најповеќе се дигна галама околу тоа што е вкупно резидентно население, што е нерезидентно население, што и кои лица влегуваат во едната, кои во другата категорија, дека тоа на крајот се расчисти и дека тука апсолутно сме во согласност до милиметар со оно што значат меѓународните препораки на Обединетите нации и на Евростат. Така да, тука не отстапуваме, мислам дека јавноста сега конечно тоа го разбра, го свати и сите дилеми барем во тој дел се разјаснати, бидејќи во методологијата со многу прецизно и кажано кои лица влегуваат во која категорија, кои се единици на попис, кои не се единици на попис, како се распоредуваат и слично по категории. Она што беше новина во однос на тој методолошки дел за ОФАТ, одговорам, единиците на ОФАТ е што за разлика од 2002 и 2011 година, ние ги вклучивме и нашите граѓани кои се наоѓаат надвор од државата повеќе од година дена во пописот, бидејќи цениме дека државата има огромен интерес да знае прво за бројката на овие лица, колкава е таа бројка, да знае каква е структурата на тие лица по сите основи, образовна, возрастна, полова, активна, во смисла на активна, дали се во работен процес, во образовен процес и така натака, и од каде потекнуваат, кои се временските периоди на нивното иселување и во кои правци заминали тие луѓе.
се лицитира последниве години на голема со бројки, најнадежни бројки за тоа каква е нашата миграција. Ние не ја знаеме точната бројка, за жал. Пописот ќе биде обид. Ние не сме убедени, односно не га имаме илузии дека ќе ја даеме точната бројка, меѓутоа ќе можеме да имаме основи врз основа кои можеме да процениме за целокупната бројка. Предпоставка е дека еден дел од нив се и вратени во татковината. Ако се вратени, тие ќе бидат тука опатени, тоа не е проблем. И под притисок на пандемијата. Како god да е, значи постојат правила меѓународни кои што ние мораме да ги испочитуваме во тој дел и ќе ги испочитуваме. Како велат, не можете да го соприте некој што има намера да замине, меѓутоа е добродојден кој има намера да се врати, така да јас мислам дека никој од државата нема таква помисла да каже зошто некој се вратил. Камо таа среќа да задоволиме услови сите овие луѓе кои што се надвор да се вратат, бидејќи тоа е потенцијал кој што сме го изгубиле со нивното заминување, а ни треба и тоа како ни треба. Да не спомнеме само еден факт кој што сите добро го знаеме, дека денес на пазарот на трудот има огромен недостиг на работна сила. Иако велиме имаме голема стапка на вработена лично, ние имаме во суштина огромен недостаток на работна сила. Овој потенцијал може тој недостаток и тоа како да го отклони во најпозитивна смисла на зборот, бидејќи тие луѓе што отишле таму надвор, нешто работат, нешто egzistираат, нешто се обучиле ако немале претходно одредени квалификации, ги стекнале, тоа се може да се употреби квалитетно и добро во правење. Во крајна линија најголемиот дел од нив имаат имоти овде, од станови до куќи, посебна приказна е тој дел, земјоделско земјиште до друг има. Да најдеме илјадна некои од нив бизниси. Зошто е добро да се створат политики да се вратат овие луѓе. Јас кажам овие елементарните кои се највака најударни, инаку дефинитивно има многу. На крајот на више тие луѓе има семејства, има своји родни и пријатели, најдобро да живеат таму кај што потекнуваат, тука се чувствуваат и најдобро и несигурно и најбезбедно и не мора да се мачат и со други јазици за комуникација, стекнување други навики кои што се различни во некои други земји и така натака. Да не говориме во тој дел, ја кажам само на еден момент кој што е исклучително битен, а ако се додаат и сите останати на тој дел, тогаш имаме навистина многу зашто. Би сакал уште реченица две околу начинот на теренскиот попис, кој се може да во име на друг да дава податоци и дали тоа не се коси со законот. Значи, окей, ако прибираме податок за некој што не е тоа е една од темите кои последно време малку крева повеќе прашина. Значи, ако имаме некој кој што не е физички присутен, ние не можеме да инсистираме на негово лично изјаснување. А целта ни е да прибереме податок што е можно повеќе. Затоа се дава таа можност некој друг во нивно име да даде податоци, меѓутоа строго водејќи сметка кој дава податоци и како ги дава тие податоци. Значи, не случајно лицето кое што дава податоци, друго дава својот матичен број, со кој што сноси одговорност ако се обиде со намера велам да дава погрешни и поинакви податоци од што е реалност. Апсолутно сме сигурни дека таква намера нема да има кај граѓаните. Меѓутоа, велам, ја потенцираме овој момент за да евентуално избегнеме било какви можности од било какви злоупотреби на можноста која дава. Овие лица кои што се надвор, кои што по стандардите ги пропишува Европската унија и Обединетите нации, председател Обединетите нации, не се дел од резидентно население. Значи ние имаме желба да собереме податок. Не мораме, ама сакаме и ни треба како држава. Затоа се вклучени во пописот. Можеме да ги исклучиме од пописот, нема да прекршиме ниту едно меѓународно правило, ниту еден меѓународен стандард. Меѓутоа, како држава која што има проблем со миграцијата, голем проблем со миграцијата, нас не требаат такви податоци и ова дури го дава како можност, го даваат и овие препораки на Обединетите нации на Евростат, кај што, ако не се лажам, глава 8, точно се наведува како што, зашто може и оно што го применуваме, фактички се нуди таму како решение. Да појасниме, значи пописот сепак на крај ќе даде две слики. Колку е населението во државата и колку граѓани на Македонија се повеќе од една година. Така, бидејќи таа категорија на резидентно население вклучува и граѓани кои се надвор, ама до 12 месеци, вклучува и странци кои се присутни во државата повеќе од 12 месеци. Затоа, да, ќе дадеме информација апсолутно и за присутно население во земјата, како подкатегорија. Овие се две главни категории, кои што ќе ги обезбедиме со пописот, а секој од нив има свој подкатегории. И нерезидентно население има две подкатегории. Наши државјани кои се надвор државата подолго 12 месеци, меѓутоа и странци што се присутни во државата пократко 12 месеци, така да ќе има
податоци по овие подкатегории, меѓутоа ова е тоа што елементарно треба да го прибереме и сите карактеристики на овие лица. Тоа е многу битно, бидејќи не е само бројката колку сме, туку и какви сме. Од аспект на квалитет, не говорам од аспект на нешто друго, поинаку што се разбира за жал, како што е впечатокот кај нашите граѓани дека пописот само треба да обезбеди податок колку сме и какви сме поетичка припадност и толку, не какви сме многу други аспекти. Значи, возраста на населението, сите нивни карактеристики, економски, образовни, културолошки и така натака, за да се добие на квалитетна слика и сите оние кои што треба да градат некакви си разумни политики имаат можност врз основа на овие сеопфатни информации да ги постават на вистинска патека сите тие политики. Ја споменав на почетокот локалната самоуправа како еден од битните фактори кој што треба да црпи информации од пописот за приградењето на своите политики. Вчера, баш синоќа слушавме на дебата, многу интересна и корисна дебата, добра дебата, и каде што во многу краток период се кажа одредени бенефити кои што ги има локалната самоуправа, иако немаше време да се кажа сите, меѓутоа кои што беа многу значајни. Да, но во јавноста сепак доминираат овие исполитизирани, би рекол, политички прашања. За жал, ние не сваќаме дека пописот треба да ни даде елементи, основи за планирање на развој. Политизацијата, не знам, од било какви причини, одбивањето да се земе учество во пописот, може само да ја искриви сликата за состојбите. Прво да околу термините разграничиме, кога кажуваме националност, во меѓународната литература се подразбира под национално државјанство. Ние говориме припадници на етнички заедници, да се држиме на терминологијата од аспект да нема погрешни и нашата уставна категорија. Така, токму така и по уставната категорија. Значи, со пописот ќе ги има и во пописот ќе ги има и овие прашања и ќе бидат оставени секој да се изјасни како што смета, значи се е дозволено. Нема ограничување само на тие 8 месечни беа уставни согласно уставот етнички заедници кои што се набројуваат, ама таму вели сите останати така натака што не се дискриминирани останатите. Истото ќе биде и во пописот, апсолутно да сите ќе прибереме податок и секој ќе имаме можност секој да даде податок за било која етничка припадност по која барем некој се изјаснил во пописот. Дури ако тоа излегува надвор од онаа рамки што значи сознанија за припадности кон етнички заедници, знаеме дека има изјаснувања најчудни, не знам, не би сакал да кажам најсмешни, меѓутоа навистина нешто што е надвор од она што барем ние го имаме како сознание, како постига етнички припадности, меѓутоа и тоа го евидентираме. Така да апсолутно во тој поглед ќе можеме во секој време да дадеме конкретен податок кој како се изјасни. По секој основ. Значи не само во принцип кога се објавуваат податоци, кога правите табела, вие не можете да направите табела од 1000 колони. Значи таа треба да биде видлива, читлива и во принцип кога се објавува по она што еве тоа се краток тип на табели. Ама тоа не значи дека не можеме и по потреби нема да објавиме и поширок. Мислам поширока, подетална. Тоа значи дека евиденција ќе постои. Да, и уште една друга работа дури. Ние овој пат околу дисеминацијата планот е малку поинаков од она што значи досега. Не одиме со оние класични книги, пописни каде што се е дадено во веќе поднапред подготвени табели. Многу мал ќе биде фондот на податоци што ќе биде објавен на овој начин. Туку креираме на посебна пописна база дисеминациона каде што корисникот сам ќе си прави табели. Значи може да избере се што сака и сите можни модалитети на тој белек кој што сака да го избере и да тоа да извади податок што се. Значи самиот ако му треба бројот на италијани примерно во пописот и дистрибуцијата нема и со сите структури може да се извади кога сака и како сака. Така да нема да има ограничување во тој дел. Еве ние ќе објавиме, па по потреба веќе подготвиме нови информации. Не сам ќе може да се извади кога сака. Да се повлекаме под притисок на јавност, не на политиката. Инаку, за ваше информирање, најголемиот противник на таа наша идеја беа невладините организации. Не беше политиката. Значи, најголемиот притисок го имавме од невладиниот сектор. Воопшто, да, имаше некои симпатии на почетокот, меѓутоа, јавноста реагираше жестоко. Ние, сепак, не знам, нашата идеја беше многу добра намена, иако и ден-денес тврдам дека со исклучувањето на овие прашања од овие белези од пописот, ние ќе изгубевме одреден фонд на информации битни
Меѓутоа ќе добиевме за тоа што ќе се елиминираше и последната можност за политизација на пописот. Бидејќи тука е полето кај што политиката сака да влезе, сака ли ние да признаеме или не, тоа е тоа. Искуствата тоа не го кажуваат од претходните пописи, секогаш тука бил главниот момент. И денес да го немаше белег од етничка припадност, немаше никој од политички субјекти воопшто да го интересираше што се случува со пописот, тоа ви го тврдам. Од овој, мислам, од политички аспект. Меѓутоа, јавноста реагираше како што реагираше, ние сме должни да ја слушаме, што смета дека овој податок е толку важен на јавноста, го оставивме нас. Едноставно, многу беа мал дори на тие кои што тој наш предлог го наоѓа оправдување. За жал. Една слика за институцијата што ја раководите. Во каква кондиција е заводот, персоналот, алатките што ги имате на располагање за успешно спроведување на пописот? Значи, персоналот можеби не е онака како што јас би сакал да биде во момент. Меѓутоа не верувам дека било кој би можел да моите желби да ги исполни така едноставно, бидејќи тоа сепак е некој процес. Мислите на стручност или на бројченост? Говорам бројченост? и за стручност и за капацитет вкупно човечки. Од едноставна причина, значи статистичар не се станува денес, веднаш во еден момент. Тоа е процес на учење и обуки, значи треба време за да изградите статистичар. Ние за жал во државата немаме факултет за статистика и она што кај нас влегува како Добро, има предмети по... Има предмети само во ден, ама само предмети, значи немаме, значи не е исто што ќе научите по основи на статистика на економскиот факултет и евентуално ако имате економска или деловна статистика понатаму во процесот, имате таму статистиката подразбира и многу други подготвителни операции. Не е се попис, значи ние претежно статистика се базира на анкети, кога се анкети, тогаш имате примерот, имате репрезентативност, избор, понатаму анализи, математички методи и модели кои што се применуваат во екстраполација на податоци. Значи еден широк спектар на работи, тоа е цела наука, а да не правиме муабет за оние пресметките на бруто домашниот производ и така натаму, кај што имате преку податоци од еден огромен број на други истражувања кои што влегуваат како инпут и кои што тоа треба се средат по одредени стандарди, така, значи потребно е квалитативно зрачење, тоа не се учи на факултет, по тие предмети нешто начално да, ама не се учи до крај, она што ние сме приморани да тоа знаење го стекнуваме со работата, значи за да се подоти на статистичар како стартна основа се требаат најмалку 3 години. Така да и да добиеме сега и уште стотина луѓе плюс во завод за статистика, ние нема да бидеме квалитативно спремни, да ги обучиме овие луѓе да навлезат во проблематиката. Но генерално може ли да кажеме дека институцијата е подготвена да го спроведе успешно пописот? Значи прво чим функционираме во сите овие околности, кажа кои се проблемите со кои што се среќаваме постојано. Значи ова не е нешто што јас лично сум се сретнал од кога сум дошол на позиција во директор, тоа е нешто што е континуитет во државата, од кој е формиран завод за статистика. И меѓутоа она што е добро, што има еден страшно голем ентузијазам кај сите работени во завод, особено во периоди кога треба да се спроведе попис. Чудна е нека ситуација, не знам, не се објаснува веројатно за другите ќе биде сосема неразбирливо, ние стануваме други луѓе кога потребнуваме во попис, се прешалтуваме за 180 степени, сите стануваме фанатици во тој дел. Значи тогаш никој не прашува ни за работно време, никој не прашува дека има обврски, никој не прашува за пари на крајот на вишта, бидејќи село тој чини и кошта и треба да се вреднува. Едноставно имаме обврска и сите одиме да ја исполниме. Таква е состојбата во заводот. Дојдете, поминете кога го сакате, ќе видите дека светлата не се тоа стајани да горат сијалиците, туку некој работи таму. И што е најважно, не работи под притисок, дека морал да дојде да работи некој дека му наредил, туку сваќаме дека имаме обврски кои што треба да се завршат, тогаш не прашуваме ни за време, ни за било што. Како пример ќе го дам пописот од 1994 година, од носењето на законот, значи тоа беше вореден попис. Нити сонувавме дека ќе имаме попис, нити се одлучи во државата да има попис, се донесе законот, имавме 40 дена се за подготовки. Успеавме, го спроведовме пописот, добивме многу високи оценки од Евростат за тоа како го спроведовме и така натака. Значи може. Не е ништо поразлична состојбата во однос на ангажманот на луѓето. Техника и технологија имаме, не можеме да се пожалиме.
Напротив, бидејќи овој попис на вистина вклучува технологија, направите големи напори тоа да се овозможи, ги имаме целото на располагање и ќе спроведеме пописот без проблеми. Вашиот коментар или став доколку евентуално дојде до за месец, два или за цела година одложување на пописот? Значи, ние прво вака, ние имаме закон. Законот пишува дека пописот ќе се проведе од 1 до 21 август. За нас е тоа. Сега дека тој не се промени, ние не можеме още да говориме, не ни сакаме да разговараме на било какви можности или слично. Ние немаме 20 години попис. Не е проблема да сега дали да биде овој месец или другиот месец или не знам на есен или до година одлагањето ако имавме попис од 2011 година. Меѓутоа ние го немаме. Ние нас не фалат овие податоци многу одамна. Ова одложуваме веќе 10 години попис. И ако продолжиме вака да одложуваме, не знам до каде ќе одиме до бесконечност. Некој спомна, ние и уште една африканска држава. И таа Сомалија направи попис меѓувреме. Да. Значи останавме веројатно само ние. Можеби некаде кај се војат војни само Сирија, евентуално, не знам, некои такви. Нема Украина, ако не се лажам, спроведено попис, ама таму се водеја војни. Значи, по ова сме врезени во некаква светска статистика. За жал, во таквата статистика не би сакал никош да бидеме таму, ама сме во моментот и ги правиме сите напори да го оправдаме нашето постоење, дека прво дека сме стручни и способни да направиме попис, а второ како држава дека сме способни и дека цениме дека ни треба. Дека не правиме ние попис за било кого во светот. Нека ни се смее кој сака, ако нас не ни треба тоа процедура, не треба. И тоа е проблемот. На крајот никој не е луд во светот да спроведува ваква активност која што бара многу голем ангажман и бара многу пари. Би можел да ги употреби тие средства и тие потенцијали човечки на некоја друга попродуктивна работа. Значи не е случајно зашто се спроведуваат овие активности и сите земји во светот ги спроведуваат. Нам не треба, нам не фалат тие податоци, ние сакаме да ги направиме овој попис заради нас пред се. А тоа ќе биде добро и за сите останати надвор меѓународни институции кај што тежнееме сакаме да бидеме од дел. На политички субјекти е да искористат секоја можност да делуваат политички, тоа не е спорно и никој тоа не ми го право ограничува. Меѓутоа, наше е да направиме напор да сите тие простори кај што би можела да влезе политиката или политиканството сеедно, ги затвориме, едноставно не дозволиме. Така да ќе го употребува секоја можност политички субјекти ќе употребува за своји политички цели, користи и така натака. И мене лично не би ми пречело воопшто, ова што господинот Декран го кажува, сите политички субјекти кои што ќе повикуваат на учество во пописот се добродојдени. Па нека си ги стават заслугите на себе. Мене е плашило другото, кај што јавно и заскриено се повикува на неучество во пописот. Еве да не го употребувам зборот бојкот, туку за неучество во пописот, брајќи причини на тоа, не знам, во ковид состојбите, не знам, во некои други моменти, бидејќи во тој случај сите тие работат во интерес на собствената штета. На собствената, кога говорам на собствената како граѓани на оваа држава, како држава, како граѓани на оваа држава. Значи, одбивањето да се дават податоци е само зијан. Нема никаков, апсолутно никаков корист никој. Нема да има од тоа, можеби некои си краткорочни политички цели ќе се остварат, ама џабе ви се на крајот на свиштата дека остави некои политички субјекти целокупната власт, говорам од најниско до највисоко ниво по сите основи од државата, ако немате држава, ако немате народ внатре, вие џабе се до тоа. Значи, ние треба да сватиме оној момент, не е случајно стаевме во пописот да ги попишуваме или за да се напише, да ги опфатиме, да ги преброиме, да видиме колку се што се. Ни избега населението. Значи, ние не ја треснуваме главата од зид, еднаш да кажеме, чекате луѓе, што ли се случува, ние останавме без луѓе. Ние останавме без потенцијал, ние останавме без млади луѓе, без наталитет, бидејќи отидоа тие кои што требаше таа репродукција да остварува во државата. Наместо тоа да ни биде водечката работа, да се вклучиме сите масовно во пописот и да дајме најквалитетни одговори за да се изградиме каква таква иднина после ова кај што се наоѓаме сега во моментот, ние се уште одиме на тоа да пропаѓаме во калта колку што може да подлабоко. Ако ќе дојдете до гушата во калта, не ме вади никој. Па тогаш имате и власт што сакате, имате вие џабе, немате држава, немате народ, ќе отидат сите, ќе си одат. Ќе одат и старите, не ги прима никој, за жал кои отишли и тие, веројатно, ако има можност. Значи, ајде да гледаме од тој аспект. Повикувам, апсолутно замолам, нека се
зборава сите други аспекти. Од оваа операција може само да се има корист како граѓани. Каже господин Шилегов, кажа и по дебативе и други градоначалници, колку све на нив им треба податок. Па вие една улица не можете да направите асфалтна како што треба, ако не добиете информации. Дали да ја правите воопшто? Треба, може би таа улица ќе треба да оде на некој друго место да биде трасата, а вие ќе стајте на да не погрешно. зборуваме за школи, за градинки, за амбуланти, за други не знам, до институции, најситен елемент. Вие ќе направите водовод за, не знам, наследба кај што има луѓе, кај што е за 100 луѓе. Па што џабе сте го правите тој водовод, нема да имаат вода за пиење луѓето. Или обратно, ќе направите капацитет за 10.000, таму имате 100 луѓе. Сте фрлиле пари кои што се може да ги употребите за нешто многу друго корисно. Ние еве дури ни се смеја кога објавувавме делови од методолошките од прашањата кои се вклучени во пописот, некои лица им излегуваат смешни и одредени прашања, велиме на пример како на колку е оддалечено се работното место или местото на школување од вашето место на живење. Каков тип на превоз користите до таму, дали користите прво превоз, дали користите собствено возило, не знам, автобус или било што е на располагање. Податок кој што за локалната самоуправа е богатство огромно. Да знае градот колку автобуси ќе му требаат во моментот да задоволи потребите. Дали има потреба, како тоа да го организира и така натака. Значи добивате податоци за сите локации во градот, еве, ајде за Скопје ако говориме. И точно да може да планирате, да, овдека треба да има автобус, треба да има линија, колку би била фреквентна, колку луѓе користат, дали има потенцијал повеќе да користат таков тип на превоз, да не ги остават автомобилите, да нема загадување, еве, помал. Значи многу некои работи кои што може и вака на површината не излегуваат веднаш видливи, а се страшно корисни информации кои што може да се употребат максимално добро да се оно што го трошиме како буџети, да се троши во вистинската наслада. Апсолутно. Инаку околу ова, што го кажуваше Дечан, околу етничките заедници, значи сите имаат право да се изјаснат како мислат, значи тоа е чувство и тука не треба никој да им се меша. И да оставиме на тоа. Дека ќе имала од страната притисоци, се имало секојаш и ќе има тоа. Значи сепак е лично дали ќе оделеете или не. Ние не можеме како завод да инсистираме. Не знам, ако лицето се изјаснило како што се изјаснило, не си тоа, лагаш. Не можеме, тоа не имаме право и смееме да помислиме на тако нешто. Што ќе се каже, тоа ќе евидентираме, тука нема мовет. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.